И да, сме повторно назад во студиото. Во меѓувреме би сакала да споделам една информација со вас. Сакам да ви го представам DAV дезодорансот, кој што е дезодоранс апсолутно за целото тело, не е само дезодоранс за потпазувите, дава свежина и нега на нашето тело. Дали знаевте дека само 1% од потта на нашето тело доаѓа од потпазувите? Односно поголемиот дел доаѓа од области за кои ретко размислуваме, области каде што мирисот, влагата и триењето всушност се случуваат најмногу, како што се внатрешните бутови, подградите, грбот, стомачните набори, па дури и интимните области. Затоа DAV создаде дезодоранс кој што е направен за целото тело, а не само за вашите пазови. Моментално можете да го погледнете и да уживате во свежината на вашето тело во текот на целото лето. Мириса прекрасно секаде. Од тука до таму и дури таму. Новиот DAV дезодоранс за цело тело, дерматолошки тестиран. Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со Владко Плевнеш и Силвана Мушиќ Плевнеш од Силви Бенд, пејачката Андријана Петрушовска и поетисата Сонја Манасиевска-Коневска. Останете со нас до 11 часот. Повторно назад во студиото со нашите гости кои што цело време си комуницираат. Мислам, тие си се знаат и сега не можам ја тука што повеќе да направам, да ги најавувам. Некако одлична комбинација се направивме. Владко единствениот маж и јас верувам дека денеска ќе му биде преубаво со 4 жени овде во студиото. Ја морам да признам дека ми е преубаво. Вакви прекрасни дами. Ја мислам дека денеска нема потреба јас многу да зборам. Вие се има да си кажете каква убава енергија имате сите. Не би можели без тебе. Секој че. Да. Владко, дали ќе Колку да го најавам од нас? Да, бога ми од 4 жени, тешко да дам наред, ама ќе комбинираме нешто. Ќе кажеш нешто, ќе имам прашање за тебе. Добро, супер, окей, тука сум јас на располагање. Да, ајде некако и официјално да ги представам нашите гости, Владко и Силви Бенд, мислам неразделни, многу ми е драго што сте тука. Јас уште од рано наутро пуштивме ваш спот и ве најавив и кажав дека навистина ретко се гледаме, посебно јас година, две, не знам колку ве немам видено и некако не ми се менувате, односно ми се менувате во некако, знаете, она која викаат дека не стараеш, туку се подмладуваш. Силви посебно ми е една од тие жени, како што не знам, годините за тебе не поминуваат. Мислам, секоја ти чест како изгледаш, како се држиш, каква харизма имаш од сам почеток, од кога те знам, нели ја те знам од дете. Чувана, мазена, не знам до што е, Владко треба да каже. Рецептот многу ја чувам, знаеш. Така си како малку вода на длан. Ете, може би затоа изгледаш така, не знам, меѓутоа многу ми е драго што сте тука и многу ми е драго што ве гледам. Добро дојдовте во Канал 5. Уште подобро ве најдовме, ние секогаш се чувствуваме како дома кај вас, затоа што многу често сме тука. Сега не се паѓа секогаш со тебе да видиме, а иначе. Да, јас толку мислам дека 2 години не сум ве видела. Знам се сеќам, ама многу одамна беше. Мислам дека 2 години помина, истите сте. Да, бевме на новогодишна емисија со тебе. Да, нова година славме нешто и си ги имаме ние убави новогодишни песни, всушност за секој. Како ме палиш, се сеќавам, да, драго ми е што сте тука. Имаме уште една прекрасна дама која што е кај нас, Сонја Манасиевска-Коневска, која што ние представивме како поетеса, инаку е исто жена која што е со многу таленти, композитор, пејачка, не знам, може некој талент ќе излезе низ емисијата. Не знам од кај да се представам, попрво сега да не видам толку. Сонја, добре дојде во Здраво Македонија, како си? Добро ве најдов. Добро утро, моја Македонија, да ги поздравам прво гледачите. И пресретна сум со вакво убаво друштво, со вакви уметници, со ваква водителка, луѓе со харизма, со аура.
Е, така. Секако е се зрачи. полесно и поубаво кога енергијата Да, зрачи. секако да се Јас се така надам види. дека нема да ми замерите што ви се обраќам на ти со тоа Не, бе, што таму на некако работа. многу блиско ве осеќам и кога ќе треба да Такви кажам сме ние, вие немаш- на луѓе што ми се блиски, мене ми е малку Не уживај, да, затоа дистанца се сум прави дистанца. цело Сама си е време оред. на ти. Да, супер. И имаме најмладата наша гостинка овде во студиото, Андријана Петрушевска, која што јас и она се видовме пред неколку два дена, ја пред неколку дена, пред 2 дена, го извади својот нов албум, затоа и е нели поводот за гостувањето тука. Андријанче, прекрасно изгледаш, добре дојде во Здраво Македонија. Благодарам, истите така Елена. Добро утро на сите гледачи. Јас така уште малку не сум раствонета, ми треба уште некоја минута. Чекај, ти не стануваш ова време, барем така ми кажа пред да дојдеш. Јас не знам вика што се случува со градот и ова време треба си легнам сега, а не да па ти станам. не ме издавај сега. Ајде кажи си. Спонтано, не нели, може. ајде. Таква прашање Ме мене е издаваш, 4 ти кажувам постанам. сега зошто. Ајде кажи, ајде. Да, во принцип не станувам овој период. Спијам, така знам до 12 За музичарите Да, така подобро. е, касно легнуваат. Така е, музичарите касно легнуваат, вие рано станувате Да. и мора да има некој баланс, нели? Замисли ти да бидеш водителка на утринска и да треба да стануваш во 5:30. Па нема да легнам, бе. Нема да легне, Нема да легнам. Сакала ли некогаш да работиш водителка? Па зошто да не? Да. Би можело. Добро. Добро да размислиме ние тука нешто утре заутре, може некој конкурс ке се Гледаш ти отвори. супер пееш, така да утре да Ја сакаш да супер пееш. пеам. Можеш шо? Господе Сигурно Боже, те знаат тоа сега- свирки, бе, тоа знаеш, сега си го веројатно. кажи. Убава си, представителна и супер си пееш и позитивна си. Ај запење една. Ќе песна. те Јас, наведеме. ма нема тука да се срамам пред цела јавност. Јас имам желба за пеење. Она ти покажа каква водителка можела да биде. Ама види, она седи на водителското столче, затоа што ние обично сме по двајца, сега така се погоди ради гостите. Па, И сега на сте потабу две. водителка седи. Така да денеска па, можеш да бидеш водителка. Тоа Да е си ги веќе покажеш некој знак. талентите. Знак е тоа. Да. Значи, ако Знакот имаш да прашање, не Да, да. Андријанче, ако имаш прашање, слободно можеш да поставиш. Треба да ги прашам како сте ми. Ај, Одлично, добро супер, утро. да одморам малку, Изгледате одлично. секогаш ја во принцип предходам на емисии, мислам да ги последен пат во емисија ги видам, така беше. Она не може да стане, пошто само утрински се. Па не, Вечер, во инаку... вечерно шоу некој Андријанче. Да, бевме вечерна на беше, ток така шоу, вечерна да. беше, да. А ти се Попладен. Драго ми е што ве гледам, да, навистина исто, и буквално ја не сте променете. Тоа беше пред сигурно 3 години, нели? Ако не и повеќе. Да, има, да. Мислам дека помина Не сте 3 години. променете, супер негована жена, супер се ја чувате, драго ми е што ве гледам. Секогаш позитивни. Во Охрид кога ќе ве гледам? Еве, ние... Поводот за гостувањето. Браво, Андријана, Браво, прашање, Андријанче, Јана браво. е одлична водителка. Ето како. Ете, видиш, браво. Што треба да Андријанче, прашаш? ти ќе бидеш следната. Да ти ја зема Водителкава само професијата. како Не, ќе се нема да ми ја наспие за земе. утринската ми е прашањето. Како? Водителкава како ќе се наспие за утринската ми Е, е. па ќе се наспиеш, ќе најдеш начин, има. Знаеш што викаат, за да се стане треба да се легне. А да се легне малку потешко, така да. На време. Ова беше реторичко прашање или да одговорам? Не, одговорете за... Да, поводот за гостувањето на Силви Бент, еве да појасниме, е тоа што, мислам, јас имам и други прашања, но еве, затоа што мојата колешка денеска го постави ова прашање. Андријана, готово. Ова лето, односно на 24 беше, така 24 јули, сте во Охрид. Мене ми е многу драго што некако сте постојано на сцената, посебно Охрид е центар летово кај нас, не само од нашиве, туку и туристите и вие кога и да настапувате, секогаш имате луѓе, секогаш имате публика, затоа што веќе траете со години, секогаш сте интересни. Не знам тоа како ви успева, што е реткост, нели постојано мораш да си иновативен, да правиш нешто. Вие си ја имате онаа енергија, онаа харизма која што ја кажа колешката, да траете со години и секогаш сте, мислам, со многу луѓе, со многу народ, хитовите сите ви ги пеат. Така да многу ми е драго што и оваа година ќе се представите. Ајде да збориме нешто повеќе за тоа. Ајде, Силви. На 24 јули во Охрид на сцената на Долни Сарај, магичната би рекла сцена, крајно романтична со фантастичен поглед на езеро. Во таа атмосфера Владко и јас ќе го направиме нашиот концерт Силви Бент, кој што е дел од честувањето на нашиот јубилеј 35 години со Силви Бент. Така да тоа ќе е еден од концертите за кој што се подготвуваме со многу љубов и со нетрпение, но уживаме во секој момент и ги каниме сите наши фанови да дојдат и да се забавуваат заедно со нас. Така, Силви, јас морам да ве прашам, вие многу концерти имате направено во животот, мислам колку години сте веќе на естрадата, 35.
Кои се оние, дали имате, сега ме интересира, затоа што вие кога идете по емисијеви, јас цело време, леле, вау, браво, како те чува. Зашто знаете да се срчкате некогаш? Дали тоа пред концерт може да се случи или општо во животот имате ли некои вака расправи? За се нешто. Тоа се е нормална појава како живи луѓе од месо, од крв. Зашто, например, Владко знае да ти извади од такт? Еве, на пример, за репертоарот. За кој редослед, кои песни, ма чекај не таа, чекај како може оваа песна да не ја пееме. Да, јас инсистирам секогаш покрај нашите композиции и тоа што е актуелно од топ 10 и слично, секогаш инсистирам да сме во тренд и новите композиции, да ги изведуваме на живите настапи. Пееме кавери, нели? Но доколку не е вака концертна. И кога се концертите, пошто ние имаме премногу песни, нели, кои што ние имаме 8 албуми изполнивме, во текот на оваа сега голема на вистина кариера. не може на еден концерт да се изведат сите. И сега дај таа да тука пееме, не еден, таа чекај дај ова. овај. Како оваа да не ја пееме? Сега тоа се не дилеми, него расправи. Така да. И на крај кој попушта? Да. Па се прави некаков баланс, компромис, Да. онака, Ја мислам мора дека и не, мора да има флексибилност. јас- Не попушта секогаш. Јас Во онака музиката, јас иначе се во други бунам. работи во се попушта. така, Во се попушта. Да, тоа е тој што попушта. Па се знае жената е глава на куќата, според Ние мене. сме јарци, колку што знам Силве, така Па да, без братот не можеме нас. така. Силве, јарче Апсолутно. се? Да. А, Владко, извини, мораш да попушташ. Па секогаш. Мислам те, не можеш да победиш тука, како да ти кажам. Ја тоа им кажувам и на моите другари, пријатели, може. Ке се напијам малку водичка. Имај си свој став. Меѓутоа, за да скратиш работава, кажи си која ќе ти каже така и готово. За мир во куќа. Убава Апсолутно. стратегија има, Владко, гледај. Паметно. Молам? Убава Не, ова е стратегија една имаш. вредлива Така треба. стратегија, но нема да влеземе во расправија за тоа, да. Денес нема да се расправаме. Да. Како во вицот, господин вика, мојот збор е секогаш последен во мојот дом. Јас удирам со рака на маса и велам, така е, драга. Па, фала Богу. Во тој контекст ги го кажав. Да, добро, Елена, да. мораме да ја пофалиме младата дама како изгледа. И јас млада. Да, зашто да не? Нашата Јас не верувам во години, Сонја. Дамата, значи, да, годините се дамата само сега бројка. напри 62 години и во пензија. Како се одржавате, Сонја? Никако. Имам дух, викам, леле бе, духот ми млада е, телото ми стара е. Викам, се што ќе правам, не можам да направам баланс. Како убав дисбаланс, нели? Да. И велам се, што ќе правам, сега други ми се замислите, она што ги носи младоста, всушност, така физички Преубаво е сега. тоа. Нели, Тоа нели всушност Силве? го прави Да, млада, да. Но одржува. Елена го има тоа. Па го има, вие сте млади, значи ќе се сеќавате на нас, ние сме малку повозрастни од вас. Така, оваа течка Сонја. Не, Да работат ги наистина преубаво изгледате, морам да ве благодарам. пофалам и јас секогаш велам дека Благодарам. да Духот. ти можеш да имаш и 50, 60, 70 години, ти ако имаш енергијата Имам која што енергија. те движи, апсолутно годините се губат тука и годините секогаш ќе изгубат борбата не ме со плашат енергијата. годините, не душав. Не ме плашат, ама тие се годините, велам. Ама храбро си ги носите и одлично си ги Да, носите. кога тоа одем сакам во да пијом кажам. и сега давам документи и тој вели семејна пензија, викам, ја го гледам, не, викам за мене, викам, ај сега не ме нервирај, уште еднаш чудам да работам. Дали сте официјално пензионерка да прашам? Официјално од јануар во Окта работев во АД Окта рафинеријата бивша, химичар, и ме задржа уште 4 месеци, плюс за потреби некој менторка да бидам. И од 1 јуни викам да ме откачите крај. Сега на уметноста си се Препуштам. да, се среќа, препуштам. да Благодарам уживате. сите да си дочекате, да си бидете живи, здрави. Кажете ми среќни. како ги поднесувате пензионерските денови, мислам иако е се уште рано, Дали нели, уште не се осеќам така? меѓутоа официјално нели луѓето кои ќе отидат нели во пензија, некако има многу луѓе кои што стануваат депресивни, не Ама знаат како што да со не себе. сега ќе го чекам судниот ден? Не, Боже пази. Не, јас сум многу ведра особа, пишам емотивна поезија, многу сентиментална, некој ќе ме се убие, не сум поим. Значи не глумам, јас сум таа, али има нешто друго во мене, значи што ми ја дава таа ведрина, дали ај сега со хороскопските знаци ќе почнам јарец близнак и викам ведрината близнаков ми ја дава духовитоста, си вика женава неа никаков проблем бе. Велам, имам 1000 причини да бидам среќен човек, а само една да бидам несреќна жена. Да го сретнам погрешниот или погрешна комбинација, не мора да е погрешниот, да, може тоа е јас сум многу за него лошо. погрешна, мада мојот сопруг е сега покоен.
би се радувал, најмногу би се радувал он на сите работи што ги направив, мислам повеќе и од мајка ми, ама тоа е. Да, Така, како е пишано, така е, Сонја, Така, да. Би сакала и Андријана да ја прашам, затоа што нели се видовме пред 2 дена го извади својот албум. Андријана направи преработки на сите најубави македонски песни, на сите, на делот. За пофалба е. Па на дел, да. Да. Тоа се едни од моите омилени песни, 6 песни, 6 синглови. Дали ги чувате? Јас не. Ке ги слушне, спотот ке го видиме на крајот на Не ми емисијата. текна да ви пуштам покана за промоција. браво. Баш ми е жал и се извинувам, меѓутоа за следна промоција за било што ве имам во план, знаете. Да не памтиш. памтиш. И ќе бидете меѓу првите гости, затоа што вака ведри и позитивни, бога ми Такви луѓе требаат. Ние сме од тие генерации ведри. Позитивна, додуше се гледаше многу во телефонот. Затоа што те сликав, снимав, морав да постирам да. таму нешто. Добро. Па како мислиш, нели, на социјалните се мрежи извлекол? исто? Да, одма треба реклама. Ти дојде и јас се надам дека си помина убаво. Одлично, да, мене ми се допаѓа што промоцијата не беше некоја класична промоција, да излезеш, нели, го видите спотот и тоа, Андријана убаво исто ги испеа песните од албумот, колеги кои што беа присутни ја испочитуваа исто така на сцената. Кажи ми, ние го зборевме и тоа по телефон, навистина е денеска голем залак да земеш да направиш преработка на македонска стара песна, со оглед на тоа што имаме одлична ризница на македонски народни песни. Едно време беше тренд за преработки, па после не беше тренд, па сега е пак тренд. Јас веќе не знам тие трендови како идат. Меѓутоа, многу е храбро да земеш нешто кое што е старо, автентично и она национален печат на македонската историја и да го преработиш во некоја модерна верзија. Зошто го направи тоа? Прво да кажам дека албумот е насловен по носичката песна Ој девојче, Ој девојче, девојче. Се одлучив да направам затоа што сега ера веќе на сите правиме нели нова музика, сите имаат нови песни, нови текстови, нови. Не дека и овие песни немаат веќе и нови аранжмани. Јас првенствено си ги почитувам такви какви што се песните, си ги сакам од дното на душата, затоа и се одлучив да го направам овој проект. Во разговор со маестро Јован Василевски, кој што е млад, можам да го кажам, млад композитор, толку е талентиран, дојдовме до идеја да направиме нешто ново автентично, преработки на овие наши стари песни. Затоа што мислам дека во последно време забораваме од каде доаѓаме и сакам да се обедини македонскиот народ, сакам да не си ги заборавиме корените, да не заборавиме од каде доаѓаме и да ги потсетиме и младите за нашата култура, за нашето богата музичка култура, богато минато, и секако и возрастните да се присетат на сите тие песни. Да, мислам дека одлично тоа што го направи, затоа што му го даде тој младешки, модерен звук, на тие стари песни, што денеска младите ги слушаат малку како диско верзија, ќе имаат шанса да ја слушнат Ој девојче на самиот крај на емисијата. И тоа мислам дека одлично го направи, затоа што гледам дека младите нешто се слушаат, мислам не дека не слушаат македонска музика, ама гледам дека за жал ретко некој да му кажеш некоја стара македонска песна ќе ја знае која е, зборам за од младите, оние Gen Z кои што сега сите слушаат некоја клубска музика и мислам дека одличен спој направи на тоа. Па да, модерни аранжмани апсолутно, нели во современо ихо така и е потпишан насловот на албумот. Мораме да се пресетиме, да не заборавиме од каде сме и младите, да, точно така. Сега е до душа ера кај што се слуша доста хаус музика, нели? И така да нешто споено со таа верзија би испадна супер. Секогаш е тоа поентата на обработките. Говорите македонски? Да. На обработки на фолклор. World music всушност ги третира токму народната култура на одредена земја, нели? И тоа е страшен хит во светот, тоа е страшно популарно. Бидејќи и мојата ќерка членуваше во група која што се занимава со етномузика, со многу интересни обработки. Јас неколку пати бев на концерти во Европа со нејзе каде што они настапуваа. И можам да ви кажам дека тоа е страшен хит и дека
светската публика тоа многу го сака. Да. Поготово кога младите ќе го донесат тоа на некој свој начин. Да. Мислам дека не постои артист на овој свет кој што во еден момент не обработил некоја песна од територија на која што живее, па еве и ние. Тоа сакам да кажам, каде стоите вие со преработки, со одбработки, дали сте размислувале можеби нешто ново да извадите нешто такво? Како не, ние сме извадиле и ќе вадиме се уште. Со голема гордост морам да кажам дека на претходниот албум ја преработивме една од најубавите македонски композиции во која што се пишува за целата наша историја, со сите наши маки. Тоа е композицијата 1760 Да. во еден мој модерен аранжман, денс аранжман, кој што се врти по дискотеки и мојата цел беше да ја приближам македонската историја на помладите генерации, бидејќи песната ја пеа едни стари чалгаджи во некој валцер 1700. Јас си направив еден сосема нов аранжман, му се обратив на владиката, тој ги расшири рацете како група, прва група што е влезена во нашиот православен храм Свети Климент Плавошник. Можете на YouTube да си ја погледнете. И многу ми е драго. Јас таа композиција работев 10 години. Верувале или не. За мене беше голем предизвик, бидејќи не е лесно да земете вие некоја композиција. Поготово текстот е на Григор Парличев. Тоа е голема одговорност да земете така и тежина. Но се надевам успеав. Јас која ја направив, ја пуштив прво по стари луѓе, по колеги, која ми дадоа зелена светло. После отидов кај владиката и тој онака ме прифати. Потоа обработивме и твојто очилено. И ја излази Стара мајко. Која што е фамилиарна. Приказна која што е настанала буквално во старата куќа фамилиарна на Владко. Во турско време, кога младата седела на нашето пенџере, каде што сега ние нашата спална користиме до ден денес. Ја Осман Бегот Колку убаво! Калдърмата одел со белиот конј. Сето тоа го проверивме, пошто сестрата моја работи во музеот, таа е археолог и ни ги кажа деталите што се случило и ние ја оживеавме таа приказна, го донесовме Осман Бегот со најубавиот конј првенец. Да, преубаво беше. Имаше права туристичка атракција со многу странци, комшите викаат влаче што направи од турско време не сме видели коњи тука. Ги донесовме во Светина. Исто има тоа на YouTube. И Македонија да се прикаже и музиката од времето. Ние тие времето. композиции редовно ги изведуваме кога одиме надвор, по странство и ја промовираме нашата држава Македонија. Така е. Елена, затоа што ние сме автентични баш по тоа, по нашето минуто, како што кажете, таа музичка култура и литература. Нели? Какви текстови се пишувале, бомни човече. Нели денеска нема такви текстови? Добро, додуше времењата сега се други се пишувале по-носталгични биле. Повеќе тежина некако има, дали дека некако измачен, напатен народ. Измачен е параходот, например, претажна. А сега за туѓина која пишам, мене, пошто и текстописец сум, искрено не ми е болно, некој оди од без да се прошета, некој порано оделе од мака, ќе отиде, иди па врати се, писмо дали ќе му стигне, дали он ќе се врати, се разборал, умрел, никој не знае каде е. Не, ама и добро, други времења беа, тие текстови по вистински приказни. Иначе носат тежина, носат една убавина. Се е абсурдно да се Јас имам преработена песна исто. Бај Никола имам преработена, не знам дали сте ја чуле, Константинка Палазова ја пееше првично, ја има испеено. И мојот колега е од Егејска Македонија, Васил Димовски Джими, повозрасен гитарист, може Владко го знае, музичариве може се знае повеќе. И вика, Сонче, мора таа, рече, јас ќе направам со современ аранжмент да испееш ти во твој стил. Викам, ај, пушти да видам. И стварно прекрасна, многу убава. Со современ аранжмент прекрасна. Соња, која е разликата? Еве, вие сте текстописец, сте пишувале песни, колку години веќе го правите тоа. Зошто сега нема такви тешки текстови? Зашто јас, например, текстови пишам од емоција, значи не дека морам, туку затоа што чувствувам.
И затоа ќе направам некој текст и не, ја ќе си ја испијам. И никако не ми се дава да некој не сум нормална. Значи, све што ќе напишам, еве, првично почнав со Тодор Трајчевски, покојниот маестро армоникашот, на Росана, покажи ми се што знаеш, тој беше фолк-хит на 95-96 од Валандово е 95-та пееше, после и други, Јасмина имаше од мене, Гуњова, други пејачи понепознати. И така, пишам значи од душа, кога ќе напишам и све што ќе напишам морам да отпеам. Еве сега на Лешок ќе настапувам пак. Претажна е песната за мајка ми. Нема да го кажам насловот, лекам ќе плачам, ќе се расплачам. Ланија пее сине Димитрио и ја напишав така, се разбудив усред ноќ, така 2 беше и викам 8 ноември, нели Митров ден е. Викам Митров ден е денески, ми текна слава и мајка стара, спремила трпеза и се расплакав, патив ја напишав. Ајде, викам Джимите, молам, викам направи музика. Каде кога ќе ја даеме, никој на мене, викам на мене. Баш уопшто се овековечило. Да, ма е супер, беше погодило пишам и лично детски, си. еве на Весела Штурчева ќе трет пат ќе учествувам како текстописец и некако многу исполнение наоѓам во тој дел. Значи и некој друг да отпее така да се пронајде, мада кој ќе ги направам, тоа нешто ми е да си го задржам кога дете кој ќе го родиш, ама твој си мораш да прикажеш сад. Да. И билам така и ми е мерак така. Мерак се расплакувам, значи кога ќе чујам тој некој која пее мој текст и јас се расплакувам. Така. Имаше Па една добро, емоцијата те надвладува. Девојка пееше на Роса Даниела Дани, жена сум влюбена, века, леле бе, како ме пронајде. Па млада жена, викам, како можеш што да ти напишам тажно? Нема тажно, бе, рекам, немој, викам. Само весело и љубовно. Ете Да. го одговорот всушност на прашањето, тежината на бремето на времето во кое што порано се пишувале текстовите. Да, од душа им дошло. Да, но времето било поинаку. Времето Биле тешки времења. така. Разбираме. Сега да, За песна лав, да. повторно оди емоцијата, но е многу полесно време од тогаш. Полесно, да, и сега некој Иако што секое пишува време си текстови носи си свое гледа, време, нели? Како да кажам, материјалната страна, сега морам да кажам, што си направиле име, мора сега да ги распродава, да прави. Да. Не е тоа лична емоција, мислам, не сакам никого да навредам, ја кога ги пишам, значи лична емоција. Тука и во жена сум влюбена, викам, леле, сега ми даја, ја па да се влюбам и се смее да века. Па таа е убавината и длабочината на текстот. Силви, какви песни повеќе сакаш да пееш? Дали можеби од ние потешките, потешки, поемотивни сакам да кажам, или и затоа што ви имате многу летни весели хитови? Всушност, мислам дека секој пејач сака, јас барем, всушност, ајде, ќе се ограничам. Јас секогаш би сакала да пеам балади и тешки композиции кои што се предизвик. Затоа што е добар пејач. Меѓутоа, тоа не може така. И не може секогаш. Не може секогаш, значи може Треба да и се како направи. мегали, има се да... Значи, може постои баланс во репертоарот, доколку сакате да ви успее вечерта и ивентот, без оглед дали е концерт или приватен ивент, забава. Ние, пошто сме и познати по тие забави на кои што настапуваме, мора да има журка. динамика. Да, ма јас да памтам по веселите песни. Јас сум гледала во Стерна одев и бам продуцира бие времето на Стерна. Стерна, какви журки правев. Журки сме правиле, некој јас сум потврда. Меѓутоа, и ми е жал што бидејќи јас секоја балада на времето која што излегуваше, јас обавезно ја симнував и ја имам на репертоар. И се случува онака понекогаш кога си ги гледам текстовите од песни кои што ги имам на репертоар, си викам, боже, од кога не сум ја пела оваа песна, дали би знаа како беше одеше. И ги сакам и ми се предизвик и има и мои песни, мислам песни кои што ги изведува Силви Бенд, нели, кои што многу ретко ги исполнувам затоа што се балади и нели не одговараат во Ангели си е легендарна. Така, Ангели во е даден вечна. момент. Да. Тоа сакам да прашам, има ли некоја песна која што секогаш секој ја баре или публиката? Има неколку песни. Да. И нарочно не ги пееме и ќе заврши пред И сите викаат, и сите ајде. Еден бис, два биса, три биса. Мора да им ги испееш. Готово, ангели ме носат. Не сте да пеат. Не знаете зашто? Бидејќи ние имаме 8 албуми и многу песни, преку 100 песни имаме. И секој од публиката, од фановите, си има некоја своја песна. Дај ми ја таа Димитри.
дај ми ја таа како да научам да не мислам на тебе. Аха. Дај ми ја таа уште една ноги без тебе. И секој си има некоја А не можеш на сите да им погодиш сега да бидеме реални. бидејќи настапот е да кажеме 2 сати, ти во 2 сати не можеш 8 албуми да испееш. Не ми толку Па и на време самиот кај. концерт. Нема. Бидејќи многу голем репертоар имаме. Чекај, имаш ти време? Убаво. Андријаче, тебе сакам да те прашам, кажи ми ти како си со настапи, преработки, исто пееш, твои песни, што се случува со тебе? Така е, периодот сум сега посветена на албумот, да го испромовираме и да биде се окей на тој план. Имам настапи, да, не можам да се жалам. Во Охрид ќе бидеш ли летово? Да, во Охрид ќе бидам летово. 11 јули сум во Лихминос. Да, сабота мислам. Ево, 11 Да, одлично. Треба да го земам календарот да видам. Тефтерот да види кога е букиран. Третата вечерва започнува културно лето, каде што ќе имам таа чест да го отворам во Драчево, така да ве поканувам ако сте слободни да дојдете, иако немате настап Да. вечерва. Вала Културно многу. лето, кое што го организира општина Кисела вода. Така. Јас ќе Следеќи дојдам. пат, ако можеш исто така да Во дојдеш. Драчево ли треба да дојдам? Ајде ќе дојдам и во Драчево. Главна проблеми. звезда ќе бидеш во Драчево. Каде не На Драчево, Драчево, ајде. Драчевска Главна снајка. звезда звучи. Зошто? Добро. Тогаш ќе треба нова телевизија да Нема измислат. каде, ја Во после ќе Драчево. треба од Драчево да доаѓам тука, многу ми е далеко. Аеродром не го менува. Сакам да те прашам, кажи ми какви се реакциите ако нели еден ден помина еве буквално така, меѓутоа какви се реакциите од луѓето кои што беа, од луѓето кои што те знаат, од луѓето кои што те пратат за албумот? Па тие луѓе што ме следат не ни очекуваа помалца. Презадоволни сум, се допаѓа новиот звук. И релативно кратко време, треба да помине некој период, сега во наредниот период треба да се стават и на Spotify, на Apple Music. Така да ќе ги видиме реакциите накнадо. Ќе чекаме уште некој период. Супер, да. Мене баш ми е драго што публиката кога беше кај тебе одлично реагираше. Некако сите, затоа што ние не знаевме нели што е песната и се слушаме нешто македонско полека, добро. Да, И одеднаш кога еуфорија. тргна со некој звук, јас мислам дека сите онака усалава стана и сите почнаа да играат, што ми беше фасцинантно. Мислам, еве сега да не зборам пред време, гледачите ќе слушнат, затоа што не верувам дека секој нели ти го погледнал спотот. Еве и Силви и Владко. Професионално мислење сакам да слушнам од нив на самиот крај. Затоа што навистина нели они се помлада генерација, сега вие сте доста години на естрадата и на сцената, они се помлада генерација, треба да им се помогне, да им се подржи. Секогаш ние им помагаме на нашите. Да. А имаме многу таленти. Имаме. Многу. Многу Ние сме имаме. музицирани. Само штета што секој нема среќа, треба и малку среќа во нашиот бизнис. Среќата Иначе имаме најмногу. такви млади Колку деца што таленти има знаат да кои што пеат, не да се свират. експонирани и немаат можност да се Па експонираат. нема никаде да се експонира. Да. А реално. Важно. Силви, би сакала да те прашам што е клучно за да бидеш еве вака успешен на сцената? Те прашувам сега како жена која што навистина долги години, мислам Силви Бенд, некако секогаш во бендовите жената ја гледаме, Владко извини. Она е фронтмен што нема тука што Он се горде те таму на прашувам, работа. ние малку зборувавме и пред да започнеме со тоа дека може би за жал талентот и не е толку клучен сега, не зборам за годините наназад кога вие сте почнале, меѓутоа нели е харизмата и како се носиш со сцената. Што било клучно за тебе? Па, потребен е тој комплетен пакет, како би се рекло, нели? Си имате пакет. И во моментот кога се појави One way пакетот ticket. беше тоа. О, да. One way ticket. Доколку понекогаш и не мора да е нели комплетен пакет. Но барем талентот да постои и ако се има можност и ако се погодат звездите, среќата нели во моментот да некој кој прав човек тоа го види. Во нашето време барем беше така да имате среќа некој да види и да ве слушне. Сега е многу полесно. Сега постојат медиуми и начини па да нема се правила, сами реклами, Промовираат, да се можете представите и на промовирате. социјалните мрежи само Апсолутно, доста е TikTok таму е доволен правило, и да. така. Меѓутоа, во мојот случај, јас би рекла искреност и честност и Ова одговорност, бидејќи јас секогаш на она што го работам пристапував со многу љубов. Мислам, музиката нам ни е буквално љубов.
И мислам дека е тоа она што не одржа. Љубов и професија. Да. Професија. убаво Цел живот учиме музика ние. И сме едуцирани адекватно и учиме и ден денес. Учиме. Така е. Секој ден со Ја благоговение. знаем Имаме едно Што, музичко вака? парче, извини Андријанче, што мора да отиде. Јас би сакала режијата да го пушти. Дали е тонски режија, само да ми кажете? Да, слободно пуштете го да видиме и кога го